Тоа е една приказна која што не ја знаат многу мајки, меѓутоа јас не успеав во доењето. И затоа сега толку инсистирам да мајките се едуцираат во текот на бременоста, да го знаат тој развоен пат и да знаат до кога можат да се трудат за да постигнат ексклузивно доење. Едноставно не знаев дека треба да бидам трпелива, дека треба да бидам поупорна, дека не треба толку многу да се форсира адаптирано млеко, дека не е многу важен прирастот во тежина кај детето, дека треба некој да имаш некаква помош, стручно лице кој што ќе те води во целиот тој процес. Мене ми е многу драго што јас сум денеска дел од огромен број успешни доенечки приказни и што едноставно некако така си ја пополнувам таа празнина што не успеав подолго време да го дојам лука. Кога, нели, ќе одите на лекари, кога ќе ви кажа, знаеш, детето е малце напреднато, мораш да додаваш повеќе дохрана, а при тоа никој не, јас секогаш се лутам и велам зошто не е опцијата мајката да се измолзи и да додаде мајчино млеко. Значи тука ќе стимулираме, затоа што градата работи на принцип побарувачка понуда. Колку ќе побараме, толку ќе направи. Зошто не е опција, ајде мајка измолзувај се додава и него е опција адаптираното млеко. И веќе колку повеќе ние го даваме шишото и го даваме адаптираното млеко, толку повеќе и го оддалечуваме бебето од градата и не стимулираме лактација и градата се вика тогаш во ред не треба да правам. И наместо да ја развиваме, ние ја згаснуваме лактацијата.